дојдовте и се радувам, многу се радувам на ова наше денешно прво дружење на 1 ТВ во недела во 3. Дојдов да ги поздравам прво оние кои што ќе бидат домакини заедно со мене, Џули Акустик, Јуле и Дарко, ви благодарам што ќе ни го разубавувате и музички ќе ни го обликувате ова секое наше неделно дружење, а подоцна ќе им се заблагодарам и на гостите кои што денеска во темата ќе бидат ставени на тешки маки. Онака како што и во најавата веќе одеше неколку дена наназад, недела во 3 ќе се занимава со теми од секојдневниот живот, со женско-машките страданија или онака како што Крсте Петков Мисирков би рекол да можел со машко-женските работи. Значи, денешната тема ќе ни помогне да одгонетнеме со какви се турбулентни згоди и незгоди се соочуваат едните и другите, зошто жените секогаш мислат дека се во право, што жените би сакале мажите да знаат со нив за да се ги скратат маките и со помалку зборови да објаснат она што сакат да го објаснат, се разбира и обратно, зошто жените се мерат низ принципот на времето, зошто на жените им е потребно повеќе внимание и дали исто функционираат женскиот и машкиот мозок. Верувам дека на гостите нема да им биде лесно, а Бога ми нема да ви биде лесно и на сите вие кои што ќе ни се вклучите на нашата отворена телефонска линија се до 16 часот некаде и 30 минути, а јас сега пред да се ги подготвам гостите на темата, сакам да ги поздравиме нив и вас со една музичка numera и Џули Акустик, повелете. Фала, Сузана.
Џулија Акустик, што ни го ја загреавте вака атмосферата, иако и без тоа нас ни беше убаво одамна се немаме видено сите, да ги поздравиме и нашите гледачи, што во живо денеска за прв пат во првото издание на Недела во 3 ќе ни правите друштво. Ние благодарение на онаа црвена сијаличка на која толку многу и се израдував, бидејќи одамна ме немаше вака погледнато. Повторно сме во вашите домови, повторно сме заедно со вас и повторно ќе разменуваме енергија, како и порано во минатото на други фреквенции. Јас многу се радувам на моето повторно појавување пред екраните и многу се радувам што ќе имаме можност да зборуваме за теми за кои малку зборуваме, рака на срце, ама многу зборуваме. Токму и заради тоа ви најавив една интригантна тема во која што верувам дека и вие ќе се вклучите и ќе ве ставиме на размислување. Јас на моите денешни гости им подготвив цела семинарска работа на темава и навистина да не им си во кожата, но многу добро ги познавам и потполно сум сигурна дека супер ќе се снајдат на секое прашање. Ако имате проблем со некое прашање, повикајте пријател. Драги мои, ви благодарам што денеска на овој 7 ден во неделата, кога сите го посветуваме на семејството, издвоивте време да бидете со мене и со нашите гледачи на Еден ТВ. Благодарност до Катерина Златановска Попова, кариерен советник, Џокси, Джина Папа Џокси, Ѓорѓе Васич, човек со најмногу имиња и псевдоними во светов, можеби, не во светов, ама во македонскиот свет, да, и Александар Ристовски принц, ти благодарам и тебе исто така што многу пријатно беше изненаден, така те доживеав јас и што ми го одоброволи твоето присуство во ова наше друштво. 2 на 2 сме, значи машко-женска тема. Морав вака да го... Иначе, ќе бевме распар. Да, морав кате вака да го организирам муабетот за да имаме баланс и рамнотежа, нели? Не сгрешив? Не, апсолутно. Иако сега вака додека ги слушав како пеат, сватив дека всушност јас сум единствената што не е музичар овде. Ама никогаш не е касно. Да, но би рекла дека знам што е добра музика, така да се осеќам приубаво во вашето друштво. Така, во тоа сум сигурна потполно. Кате и Принц ми се чини дека до некаде и бевте запознати со темата. Не знам колку Џокси го запознав со темата. Се надевам дека нема педагошка мерка да ти изречат дома, бидејќи имаш сопруга педагог, а? Па јас сум веќе подготвен на такви мерки, така што ништо нема да ме изненади. Да. Кажи ми, точно ли е дека ние навистина многу често се обседнуваме со прашањето како оној другиот од спротивниот пол нас не доживува и дали баш така не доживува како што ние самите себе си се доживуваме? Да речеме, јас за себе имам впечаток дека сум отворена, комуникативна, достапна и човек кој со кого не е тешко да оствориш комуникација, но мене многумина ми кажале дека ме доживуваат сосема спротивно. Кате? Во однос на тебе, јас не би можела да... Не во однос на мене, општо. Кажам, Дали е генерално. возможно толку да сме во заблуда понекогаш? Да, апсолутно, апсолутно. Ние сите создаваме некаков впечаток за луѓето, особено за оние кои помалку ги познаваме. И најчесто е многу погрешен или многу поинаков тој впечаток. Дополнително е потешко ако е тој човек или таа личност јавна личност, па тогаш ја креираме својата слика врз база на тоа што ќе го видиме на екраните или малку интеракција што ја имаме на поинаков начин, но да, се разликуваат. Принц како најмистериозен лик во нашава естрада, кој беше секогаш поинаков од останатите, барем во времињата, јас кога на моите кирки им кажував сега кој ќе ми гостува во првата емисија, чуле, ама не доразбрале многу кој е принц, дури малата кирка ме постави, ама тој вистински принц е, а има круна? Те молам одговори на прашањето дали имаш круна и ако немаш, зошто немаш? Има една анекдота. Мојата баба, значи на жена ми, мајка е од село Волино. И таму на Сатеска река, жените, знаеш си, биле и една вика, море на Дилбера, момичено, мирно, да бе, за принц се зеде, што зборуваш, мор? Кај го најде, да, за принц се зеде, Значи принцеза момичето така да сега се спремам, конј барам, бел и у Волино да отидам. Ама круната, што е со круната? Круната, не знам. Имаше една песна Диадора, на Бил Билов беше за круна. Треба да преслушаме, да видиме до кај сме со круната. Те доживуваат ли тебе луѓето токму онаков каков што си или и ти имаш некои збунки во врска со тоа дека
не си доживеан токму онака како што мислиш дека зрачиш. Сите ние некако зрачиме, ама не знаеме како е приемникот на тој другиот, нели? Како прима тој. Добро, мене секојдневие ми е тоа. Значи, добро, ме гледале у секакви изданија и секој си правил некакво мислење за мене, нели, зависно од у кој момент ме видел и какво расположение сум бил на тој настап или спот. Ама ако е некој повлечен и едноставно таков е во карактерот, го доживуваат како намќор, нели Чукси? Тој намќор? Намќор. Не како намќор, него едноставно како некој што го видел, како што каже Ката. Сите не доживуваат онака како што ќе не видат на телевизија, но? Потоа следат некои муабети кои немаат врска со живот. Демек види го овој. Чамче муабет. Се прави нешто на тошо или не знам што. Меѓутоа, ние секој ден 24 сата не можеме да бидеме насмеени како што сме на телевизија или како што не знаат. Едноставно, многу мина ме среќаваат на улица кога сум во некој момент каде што не можам да бидам тој. И се гледа мојата вештачка насмевка во такви моменти. Меѓутоа, успевам некако да избалансирам. Најверојатно дека ме разбираат луѓето кои ќе ме сретнат така дека ете нешто има на страна. Но најчесто, посебно нас јавните личности, не паметат по првото искуство со нас. Нели, по првиот контакт со нас, ако воопшто имале можност да се сретнат со некој од нас или да го видат првпат на телевизија или првпат нешто да прочитаат негово интервју, луѓето тука ја формираат генерално сликата. Но факт е дека секој од нас има по некој лош ден, најлош ден во својот живот и можеби баш токму во тој најлош ден во мојот живот некој првпат ќе се сретне со мене и катастрофа. Сега, муабетот ми е дали постои втора шанса за прв печаток, Принц? Па да, знаеш, некогаш треба некого да го нервираш за после да те засака. Колку долго? Тоа е добра формула, ако сакаш некого да те сака, прво изнервирај го, да му идеш на живци, за после да се побие себе и да те засака онака до крај на живот. Инаку, не сум сигурен и ние сами колку се познаваме, а не па друг колку не познава, бидејќи и она што мислиме за себе, јас сум ваков, таков, ние само знаеме за улогата која што си ја играме сами у животот. Сме фатиле еден карактер и си ја играме таа улога. Јас сум тој тип, се смеам на ова, се вреѓам на ова, не знам, вакво јадење сакам, вакво неќам, ваков парфем сакам, ваков неќам. И тоа си го ставаш ко алгоритам некој мозок и тоа е за тебе стандард. А у суштина зашто мора така да биде? И како не се уморуваме од таа своја улога, нонстоп да си тој, си викам ја, па и Бред Пит да бев, ки си издосадев сам од себе, знаеш. И на Анджелина. Да. Така да некојаш си викам баш би било убаво да прекине човек да биде тој што е. Так. Малце да се релаксира од сите тие работи што нонстоп му се понављаат. Се уморуваш од истите стандарди што си ги воспоставил сам. Да. Знаеш, као режисер некој ти кажал ти се оваа улога ќе играш, така ќе се понашаш и си го тераш тоа цел живот. Так. Кате, јас мислам дека убаво би било да можеме да го чуеме и размислувањето и ставот на нашите гледачи околу темава, околу овие машко-женски страданија. Дали навистина мажите и жените се во вечна борба на докажување или превласт, кој кому ќе му го одземе повеќе вниманието, односно ќе му го привлече, кој повеќе се чувствува неправдан, зошто нас на жените поважно ние да ги паметиме датумите за потоа да можеме да префрлуваме ти заборави ова, ти заборави она. Тоа е се поврзано со нашиот мозок и со една студија која јас потоа ќе ви ја накратко ќе ви ја презентирам, каде што научно е сепак докажано дека машкиот и женскиот мозок не функционираат исто. Виновна е самата биологија и самата физиологија, така да не треба да си ги вадиме очите и залудно се многу разводи случаи во животот. Мозокот е крив, нашата биологија е крива. Просто ние не можеме тука ништо да направиме, освен да се обидеме. И да направиме добра тактика, се е до добрата тактика.
И јас многу сакам да споделам која е мојата тактика. Наместо да седам и да чекам да го обвинувам мојот сопруг зашто не се сетил за некој датум, јас си го организирам датумот и воедно секогаш си организирам неговиот подарок да биде заеднички подарок. Така да, например, кога го да не му е незгодно после него. Неговиот 50-ти роден ден му подарив патување за четворица, значи со се децата. Нема што да оди сам на патување, нели? Зошто би уживал без нас. Ете токму од тие причини сакав и ти да бидеш денеска конкретно на оваа тема, да дадеме идеја. Бракот е као фудбал. Значи, сите сакаат да играат на туѓа половина, мораш да знаеш и на своја половина да играш. Така да луѓето кои што не знаат на своја половина да играат, многу често не се за брак. Да. Има и такви кои веројатно и не се за тимска игра, има луѓе кои што се големи индивидуалци и не можат да се снајдат во таа рамка наречена брак, која знае да биде и убава рака на срце, но вие имате многу големо искуство и за среќа имам овде од кого да чуем и нешто многу убаво и добро за бракот. Така да имаме ние денеска доволно време. Дали може би имаме некој гледач на линија кој што би можеле да го поздравиме, да го слушнеме и нешто чатпат да наградиме. Јас денеска ветив дека на некои мои интервјуа деновиве дека ќе се обидам во некои од емисиите да ви подарам од моите книги кои вие толку многу ги барате, ги читате, многу често ги коментирате и затоа сакам да бидеме задоволни сите. И ние овде, но и вие од другата страна. Дали може би имаме гледач на линија? Телефонските броеви ги гледате на дното од екранот. И верувам дека сме поврзани, добивам пораки дека не следат во целиот свет. Денеска, барем со оваа модерна технологија, се е возможно и можете да не гледате и на другата страна од светот, што многу ме радува. И ги чекам во иднина и новите предлог теми, кои што ги третираат машко-женските односи, релации, сите недоразбирања и како истите да ги надминеме, бидејќи бракот, како што кажа и моите гости, не е само за еден ден, тој треба да трае и треба мудро, вешто, тактички, како што би рекла Кате, да се надминуваат сите оние помалку сиви денови во брачниот живот. Го имаме првиот гледач за денеска. Добар ден, во програма сте. Поздрав. Поздрав, кој ни се јавува? Од Велес гледачка, редовно ше ве следи. Вие прв пат почнувате. Прв пат почнуваме. Да ви емисијата многу долго. И благодарам. Водителката прекрасна, гости исто така. И благодарам многу. Како е во Велес да не имате снег? Ние утрово имавме малку снегче. Па имаме, да. Малку лошо беше од Сабајле, ама сега малку се подобри. Супер. Да ви кажам, многу ги сакам велешани како публика и како народ, како менталитет многу, бидејќи во сите мои минати емисии во животот најмногу наградни игри играа велешани. Дури се зачудував од сите пликоа што стигаа со награди, 80% беа велешани, веројатно затоа што вие и пркосите на среќата и добивате и награди, но исто така велешани ги сакам многу затоа што се многу мои големи фанови читатели на книги. Најубавите промоции ми се случиле токму во Велес. Еве за вас ќе биде првата книга Среќометар. Може? Супер, може, како не. А каде сте вие, не знам од каде да ја добиеме, од каде да ја подигнеме? Значи, оставете ги вашите информации во режијата, ќе искомуницираме веднаш по завршувањето на емисијата и ќе се издоговориме, се е можно ако се сака, нели? Да, некаде во трговски некои книжари така повеќе ни одговара. Ќе се договориме, драго ми е, само кажете ми го вашето име. Вашето име ќе може да ми го кажете? Ристовска Цветанка. Цветанка. Добро, господја Цветанка. Добитник сте на првата книга, нека ве следи среќа, бидете со нас до крај. Имаме уште еден гледач на линија. Да му кажеме добар ден и добре дојдовте во првото издание на Недела во 3. Ало, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Ненат од Свети Николе. Како си, Ненат? Па да ви кажам право супер покрај вас. Морам да признам дека ни не достигаше ваква емисија во Македонија во ваков термин, недела попладне да се релаксираме кога сме сите семејно нели дома. Одлично. Многу ме радува. Поздравувам и многу ми е мило и посакувам среќа и да траете што е можно подолго во етарот. Супер. Супер, Ненат, многу ми е мило. Не сум била во Свету Николе со години, но во прва прилика ќе дојдам. Втората книга Љубов и грев, која беше една од најчитаните во 2016 година, ќе оди токму за тебе. Ќе се обидеме некако да искомуницираме, оставете контакт, телефон и книгата ќе биде ваша. Ви благодарам многу. Поздрав. Ви поздравувам сите во студиото. И вам ви благодарам. Поздрав во Свети Николе. Ете, тоа е вториот гледач, немаме повеќе за сега, но
подоцна нешто ќе вклучиме и понатаму гледачи. Убаво ни им се допаѓа емисијата. Вас дали ви се допаѓа седењето, Џокси? Столчево ептен фамилиарно. Да? Ми легна? Меѓу другото, знаеш ние жените како почнуваме муабет, нели? Да. Кој ти е шминката, од каде ти се чевлите, ама сега бидејќи јас сум во фаза на градење куќа, од каде ти е фотелјата, ме интересира. Од зона мебел. Да. Тоа ми треба мене. Да. Всушност сега во Јас момент. се заљубив во оваа фотелја, навистина многу удобна. Можам да ви кажам дека ја Ќе морам да ја пробам, секогаш, ќе ми дозволиш? Да ја пробаш. Секако Во првата пауза. По завршувањето или може на рекламите да ти ја Договорено. одстапам. Да. Џокси, кога вака зборуваме, мислиме дека се сме кажале и дека се не разбрале. Но вербалниот начин на комуницирање не е единствениот со кој ние некои нешта ги кажуваме. Многу работи кажуваме и со гестикулација, дури и кога молчиме кажуваме, нели? Го разбираат ли жените секогаш молчењето на мажите, кога мажот за нешто молчи? Едноставно денес таковме денот и жената си прави филмови. Мора нешто да мати. Кој знае кај беше, што крие сега? Тоа све зависи од мажот, односно све зависи од нивната врска. Барем јас ја така го размислувам. Ако веќе однапред знаете кој како размислува за одреден момент или за одредена работа, нема тука ништо дополнително. Гестикулација има само во момент на негодување, на нешто што моментално му пречи. Меѓутоа, ако веќе сте во еден простор, веќе знаете, се чувствува настројање во воздух, што во моментот треба на одредена задача да се каже или да се изреагира, како што викаш ти. Така. Не знам дали некој реагира бурно, некој не знам, прета со раце фрла, вика, тропа со нозе и не знам што. Едноставно дека најверојатно не гиускладиле тајмингот, не гоускладиле на добар однос. Така, не направиле добра конекција. Добра конекција. Некои викаат од искуство зборат, ама некои од искуство молчат. Да, кога зборуваш, зашто зборуваш? Кога си премолчува повеќе, отколку да коментира кога не треба. Дека оној кој молчи е мудар, што мислам не е баш тоа така се во секој момент. Спрема ситуација треба различито да се реагира, односно онака како што налага партнерот, нели? Сосема се согласувам, но дефинитивно моето искуство е дека мојот сопруг одлучува да си премолчи и кога треба најбурно да реагира. Тоа значи дека ти кога тој нешто ќе каже, ти го сечеш? Така? Не знам. Кате, што мислиш, колку се разликува машкиот од женскиот сензибилитет? Велат, едни научни тврдења велат дека на мажот многу повеќе простор му треба да од обично размислување на тема на една женска личност, да од размислување преиде на емоција, додека на жената тоа не е никаков проблем. Таа директно ако некој се допаѓа влегува во емоција. И тука настанува разочарувањето кога жената очекува дека и тој исто така емотивно со голема експресија ќе реагира, а тој малку побавно пали, исто како што и малите момчиња кога се мали малку побавно напредуваат отколку женскиот ум што брзо влегува во напредок. Памти го сега ти одговорот на сето ова, затоа што јас сакам да ги најавам вестите во кои што ние сега ќе се вклучиме. Колегата Антонио е во другото студио, но веднаш ќе одговориме на ова прашање. Така нели може? Да. За сите вие кои нешто подоцна се вклучувате во денешното издание, ние сме во недела во 3 прво издание во кое што ќе се обидеме да одговориме на некои од вечните теми на мажите и жените. Што е тоа што жените би сакале да знаат за мажите и обратно, за да не морат многу да се објаснуваат. Пред вонредните вести јас веќе поставив едно прашање на Кате, но сега би сакала да се надоврзам со онаа научна студија за која ви ја споменав на почетокот на емисијата, поврзана со едно истражување на доктор Джейн Барстамп, кој што тврди дека на машкиот мозок му е потребно малку повеќе време да ги сконта работите.
без навреди се разбира, не е виновен мажот поради тоа што е тоа така, но не значи пак дека не ги разбира како што треба. Но во оваа научна студија тврди дека машкиот мозок има поделба на функциите, што значи дека неговата десна мозочна хемисфера има визуелно просторна функција, додека неговата лева мозочна хемисфера пак ги контролира вербалните функции. Истражувачите откриле дека за да десната хемисфера на мозокот кај малото момче понекогаш знае да се развива многу побрзо отколку левата. Затоа резултатите од тоа истражување биле дека момчињата имаат многу помалку развиени вербални способности отколку девојчињата кога се мали, затоа мислиме дека девојчињата многу побрзо напредуваат отколку момчињата. Од друга страна пак женскиот мозок има и во зголемена мерка генерализирани функции. Тоа значи дека во случај, например, на мозочен удар, ако едната хемисфера ја откаже својата функција кај жените, другата совршено ја превзема функцијата на ова оштетенава, односно ја дуплира способноста на оштетената хемисфера, што не е состојба, не е случај кај мажите. Доколку мажот доживее мозочен удар и дојде до оштетување на левата мозочна хемисфера, тогаш може да ја изгуби способноста на говорот, бидејќи неговата десна мозочна хемисфера се занимава само со просторните проблеми. Ова не го кажуваме ниту за да се шегуваме, ниту за да кажеме дека едните се поспособни да размислуваат или да резонираат и така натаму, но дека е крива нашата биологија. Ако ова тврдење научно, како што јас го пронедов, е точно така. Кате држи ли се тоа? Јас имам 2 сина и всушност во моето семејство сме 3:1 и можам да кажам дека едноставно ги обожавам мажите какви што се и како функционираат, вклучително и момчињата. Особено бидејќи тоа е толку едноставно и толку лесно за менаџирање и за како да кажам, за организирање. Да не може да е кодот на мажите совршено. Да не може да е поедноставно. Вклучително тоа што ќе облечам денес, тоа е толку едноставна, никој не ти ги зема фустаните, чорапите, хулахопките, немаш ти проблем со тоа. Туку нема ни филозофија. Да, кај мене оди најди шминка или хулахопка здрава да те видам со керки, тоа нема шанси. Значи, едноставно е само дискусијата зошто не може да се оди по пижами секаде цел ден. Да. И во школа, и на работа, и секаде. Значи, тоа е разликата. Инаку, се додека им е комотно онака како што се облечени, нема дискусија што ќе носам денес јас. Да. И тоа е толку го леснува функционирањето во животот, затоа што не ти почнува животот со некаква драма од типот во 7:30 сега што треба да се облече за на училиште или за на работа. Совршено. Лесно ти е тебе. Принц, една стара изрека вели... Мозокот кај жената ти е као гимназија, а кај мажот хемисферите као средно насочено. Се знае, ова е за тоа, тоа е за тоа. Многу едноставно. Ја навистина не гледам никаква комплицираност. Не се мешаме многу во медицината и јас тука немам право. Не, чисто не сум квалификувана да го зборувам тоа, но затоа се послужи од лаичка гледа. Него дај кажи, Прески имаше многу Да. споредба. Кажи ја, молим те. Да. Сподели ја стварно. Спротивностите на мозочните делови. Епа, Сузе која кажа дека доколку едната хемисфера кај машкото, нели, откаже, не е као кај женското, нели, да превземе од другото, туку капут. Викам, ако се деси капут кај женското, онда друга жена превземе улогата на таа жена. Тоа сакам. А додека ако кај машкото има капут, жената цел живот вдовица ќе си остане. Кој знае, да. Вела дека жената од инат 3 кила сол може да изеде. Има една стара изрека. Точно ли е тоа? Кој е поинат? Жените или мажите? Може цел вол да изеде. 3 кила сол. Па мислам дека жените се повака канаџиски настроени. Тоа е јасно е тоа дека столбот на фамилијата е кај неа. Сега, доаѓа некој пореметува одредени моменти,
автоматски таа збесно е, затоа што редот ти е прекинат во реализација на она што го има замислено. Сега, во тоа ако сега мажот се спротистави, тога доаѓа караница. Да. Вриштење, рипање, скокање, мање со предмети, кршење Ма столици, колку не знам сега го направи театрално, па не сме такви. О, не да, не сте толку, али е, да. Да, кнаџи сте големи. Принц, кој е Да, повеќе склон на правење филмови? Филмов во типот на да си замислуваме работи кои нити се случиле, нити можат да се случат, но сакаме да го контролираме оној другиот. Па види, у принцип машкото го решава моменталниот проблем и се фокусира само на тој проблем. Со хемисферите? Ако е женското ќе ти извади нешто од пред 16 години што си кажал И ќе ти го крај не преверти можеш муабетот, башка. не можеш на крај да излезеш. Ние малце поише филтрираме некои работи, знаеш, од тука влегуваат, таму искачаат, не сме злопамтила. И Научиме бришете цело време, да и се бриш- ослободи хард дискот. Точно и Да. бришеме да оставиме Што простор. ако одлучиш да премолчуваш, да речеме, да си помолчуваш на некој ситуација, ти вели една па друга стара македонска вели попаметниот попушта, односно премолчува. Доколку е тоа продуктивно молчењето? Некогаш мене ми е, да речеме, жал за не ми е жал за работите што ги реков. Некогаш нешто како ми е жал за работите што ги премолчав? Види, ситуации се упрашања, значи секако не треба за све нешто да се влегува Драми. во костец, затоа што многу работи се искажани не дека се мислат, туку треба да знаеш нели партнерот што работи, каде работи, со кого работи и какви стресови има. И дека некогаш мораш и ти дури своеволно да бидеш жртвата, да нека си се испразни таа нервоза, бидејќи во име на семејството и на работата им ќутела она таму, сега ти ќе ќутиш на неа малце, нека се олабави. Меѓутоа, тоа не може да се дозволи да стане као навика и не можеш да се истураш на семејството, да се навикнеш дека ќе се Издувен вентил. да, издувен вентил ќе ти биде нели семејството кој што секогаш ќе те слуша. Така да ќутиш, но ќе даеш на знање дека чекај малце, нели? Не постои такво право, имам право да бидам нервозен. Значи, Да. мораш да се снајдеш и да ги канализираш сам работите, да најдеш баланс и на работата таму со тие колеги, бидејќи таму молчењето нели многу исто не функционира, па така да нонстоп треба да се балансира. Значи не да се влегува во костец секојаш, да се расправаш за се и се што, туку треба да филтрираш што е неопходно, што можеш да предиш преку него. Така. Ја у принцип ги знам луѓето, можам да ги осетам какви се по карактер. И веќе мање више што ќе ми каже како ќе ја склопи реченицата, не ги фаќам луѓето за збор, знаеш, кој збор го употребил, како го употребил, бидејќи јас сум го сватил тоа зависно од мене како ми бил денот исто, нели, можда не мислел така. Меѓутоа ако го знаеш човекот, дали он ти мисли добро, дали те сака како човек, дали можеш да му веруваш, што сега си кажал вака, си кажал така. Не треба да се влегува у детали така. Всушност, ова се што го кажа Принц е поврзано и со тоа што ние најчесто кога сме со најблиските и тие што најмногу не сакаат и не познаваат или не чувствуваат блиско, тогаш и всушност и си дозволуваме да ја пренесеме таа лоша енергија или нервоза, затоа што сметаме дека тие се тие кои можат најдобро да не поддржат и да не разберат, но понекогаш оди во погрешна насока. Не е лоша нервоза, туку мислам дека нема толерантност. Сега си оставил нешто тука и нема више толеранција затоа што си од претходно изнервиран и одма сега ќе се вика за зашто е ова вака. Зошто е даската од шулјата крената? Кај мене, например... Двајца сина и со... Ама не гледај, јас, например, бидејќи е таква ситуацијата, кај мене тоа е целосно избришано од комуникацијата. Од зошто? Ја очекувам да е. Ме разбираш? Моите очекувања се поставени обратно. Јас знам дека ќе биде крената и не очекувам да не биде. И тука некогаш ние си ги
правиме проблемите затоа што поставуваме погрешни очекувања. Можеби треба да се навратиме на тоа да си ги поставиме очекувањата онака како што треба да биде. Да, од тука доаѓаат и големите разочарувања, значи од преголемите очекувања, кога жената навистина нешто премногу очекува, не зборувам сега тука конкретно за даската на шолјата, тоа е сосема друга. Да, ке мене даската е спуштена, така што Ете, видиш. овој морав ја да се навикнам. Ето, нели? Секој со маките. Затоа реков, тоа се теми околу машко-женските страданија, бидејќи Бог така не создал. И откако постои човештвото, откако постои човекот од Адам и Ева, тука се тие вечни борби на мажите и на жените за докажувања, за кој е во право, кој е погрешно протолкуван, некогаш една запирка искористена или неискористена на право место може да го смени потполно контекстот на она што сме сакале да го кажеме. Дури и самата интонација со која зборуваме знае да даде поинаква слика за сето на наше доживување за кое толку многу сме се подготвувале за некој муавет да го започнеме, па дали ќе го одбереш вистинското време, па дали ќе го погодиш вистинскиот начин на кој сето тоа ќе го кажеш и така натаму и така натаму. Принц и Джокси се надевам дека следите и знаете што се случува, иако ние во недела во 3 нема да третираме актуелни настани, тоа го ветивме, ќе третираме теми како денешнава која ја одбравме, но не можевме просто да го одбегнеме коментарот и честитките да ги упатам на Кате, бидејќи таа е чоколадната дама која што во хумана мисија многу години наназад прави настан каде што се прави аукција на чоколадо. Јас ја молам режијата да ни ги прикаже и сликите, да сето ова задоволство го подкрепиме со слика, каде што овој пат пред неколку дена на аукцијата беа навистина експонати вредни, еве ова беше едно од најубавите, можеби највпечатливите. Да, и најскапо продадениот експонат. Најскапо продадениот чоколаден експонат, 30 килограми чоколадо тежи. Да, на 30 изработен од Игор Стојановски, пастри шеф на Пастел. Посвети исклучително многу време и енергија да го создаде. Има над 35 килограми чоколадо и го продадовме за 42.000 денари. Навистина сме многу горди за тоа што нашата цел идеја и желба беше да собереме колку што е можно повеќе средства за да го стартуваме првиот центар за аутизам кој ќе работи со програми на Лего едукација. И навистина се собраа многу средства, така нели? Да, над 5.000 евра или над 300.000 денари само од оваа една вечер, но очекуваме дека, како и секогаш досега во нашите искуства предходно, очекуваме дека оваа донација ќе се зголеми затоа што најчесто и донаторите се јавувале од после од кога ќе се заврши настанот и тогаш веќе имаме најави од поддршка на и институциите, но и на лица кои се подготвени да ни дадат помош. Така. Ова се инсерти од настанот. За прв пат и јас ги гледам вака сумирано. Се случи во средата на 12-ти и беше во ресторан Фор. И многу луѓе го поддржаа. Настанот беше над 300 гости имавме, навистина прекрасно и секоја чест се надевам дека и во иднина ќе се организираат вакви настани хуманитарни, затоа што нема поголема среќа од она да помогнеш некому кој има таква потреба и кој е во многу понезавидна ситуација од твојата, а еве овој прв центар за лица со аутизам е нешто што одамна беше потребно на овие простори. Секоја чест. Сега, браво Кате. Ова се надоврзува на темата. Како чоколадото влијае на брачните односи? Многу добро. Мислам, јас не сум во брачни односи, но ја чекам од вас. Мислам дека многу добро би влијаело. Принц, што велиш ти? Особено ако е течно, нели? Да. Кај нас е бајка, мислам, аз се спомнам чоколадото е фешта. Па добро, се лачи оној хормон на среќа кога јадеш чоколадо. Јас барем така имам читано дека за да си среќен, треба да си лапкаш од време на време помалку чоколадци. Дали е течно, дали е тврдо, не знам, но мислам дека го поттикнува хормонот на среќата, да. Чоколадо да е во прашање, па дали е течно, дали е тврдо? Спрема вас, противностите се привлекуваат или се одбиваат, да речеме, кога се некои луѓе спротивставени во карактерот, но ете, има нека хемија силна помеѓу нив и мислат дека ќе можат до крајот на животот да останат заедно? Па зависи каде ќе се фокусираш, дали на различностите или на сличностите. Некогаш ако се
помалце различности и ти се фокусираш на нив, онда тие имат поголема нели важност или ефект и стануваат причина за нешто да пукне. Меѓутоа, ако размислуваш на тоа за колку работи сте слични, јас и во принцип така гледам на работите. Не сум присталица на тоа кога кажуваме треба да ги величаме различностите на на народите, на фолклорите и така на. Не, треба да ги величаме сличностите. Да видиме дека сме 95% слични, а дека сме 5% различни. Меѓутоа, ако нон-стоп ние аудираме на колку тие 5% се многу важни и дека се само наши, и тоа секогаш потоа станува алатка за манипулација, за лоши работи, сите тие мали различности. Така да јас повеќе би гледал сличностите. И јас целосно се согласувам. Дефинитивно би рекла Слично дури и каде каде се привлекува како во хомеопатијата, нели? Би рекла дури и онаму каде се надополнуваме, всушност ми е многу поважно и поклучно, бидејќи секако како што и принц кажа, не сме ние совршени, нити пак сме најдобри верзии во светов како човечки суштества. И јас целосно на пример ги ценам и почитувам работите кои мојот сопруг ги надополнува во мене и обратно. И мислам дека тука е недека формулата на нашата среќа е веќе полни 20 години. Браво, супер. Ке мене е обратно. Тотално сме различити и во таа различност функционираме. Каде е спојката? Предпоставам дека во тоа што ја што го работам и е интересно. Има огромен прак на толеранција и разбирање. И обратно, таа што го работи, мене ми е интересно. И тука некаде отприлика си е наоѓаме она нашата заедничка Си давате предност точка. еднаш на едниот, па еднаш на другиот кој како му е потребно. Да. Така отприлика. Да. Така отприлика. Супер. Убав муабет, имаме уште доста ние прашања и дилеми и трилеми за кои ќе зборуваме во денешната недела во 3, но ајде да го погледнеме блокот реклами. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. So no more counting dollars, we'll be counting stars. Oh, we'll be counting stars. Swing my heart across the line, and my face is flesh inside. Stick it down and you shall find cold. But I'm not that old, yeah. But I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we've done. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. Yeah. Couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie. Everything that kills me and makes me feel. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we I've been praying hard. No counting dollars, we'll be
makes me feel. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Some of my counting dollars will be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Some of my counting dollars will be counting stars. Oh, we'll be counting stars. Take that money, watch it burn, sink it in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink it in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink it in the river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink it in the river, the lessons I've learned. Everything that kills me makes me feel. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Some more counting dollars will be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Some more counting dollars will be counting stars. Will be counting stars. Браво! Супер! Навистина не расположивте и верувам дека е пријатно ова неделно попладне на сите оние од другата страна, на сите овие низ нашата убава Македонија, а и низ целиот свет, каде што навистина добивам позитивен фидбек. Јас веќе успеав за време на рекламите и за време на додека не забавуваа Джулија Акустик да дзирнам малку во мојот телефон. Знаете, денеска преку социјалните мрежи се е можно да следиш што се случува на другиот крај на светот, така да добив многу пораки. Ви благодарам на сите вас подеднакво кои што ми напишавте од Германија, од Шведска, од Америка, од Австралија, од Канада, сите вие кои што не гледате, благодарение на интернетот, свети интернет, да не за кај сме денеска, нели? Да. Тотално изгубени. И ти доби порака? Купи млеко и леп. Секој со макат. Тоа се тие спротивности. А како завршуваш после тоа на крај? Со што се враќаш? Кај дома? Да, со млеко и леп или со нешто што... Не, И со чоколадо. И тоа со течно. Знаеш како е, не ебени брсни и убав, туку спор интернет. Сакам нешто да ве прашам. Да, повелете. Вие жените, како што реков, минаечи и не 3 кила сол, туку и вол ке изеде одинат. И многу пати кога има куршлус дома, нешто се расипало, нешто не функционира или нешто треба да се купи да се набави, жената го потсетува мажот еднаш, 2 пати, 3 пати, 30 пати. Арно, ама некогаш не знае до кој пат ќе го потсети, ќе земе сама ќе го заврши и понатаму веќе за следниот куршлус таа веќе него ни потсетува, туку се прави голем маш, се прави и зема таа веднаш да ги заврши работите. Често пати принц дури ги завршува и машките работи кај што не е местото, нели, кај што навистина не е. Види, машко шо кажал, ќе направи. Не мора секој 6 месеци ја подсетуваш. Да. Се наоѓате ли вие во слични некои такви недоразбирања и конфликти, брачни конфликти? Зачестено е тоа. Да? Има многу работи што треба да ги завршам, што немам време кога. И зошто? Ама сметаш ли дека по секоја цена жената требала да се заинати, дека ќе ти докаже, дека ќе видиш јас и тоа ќе го направам, ти не можеш. Нема шанси, ја вики да ја качам горе сијалица да смени, на пример, да кажам, да земам, разбираш. Тоа го чека јас да го завршам. Има одредени работи во фамилија каде што се мои кои морам да ги завршам и нормално има. А ако го викне комшијата тој да се качи? Тогаш тешко нему. Тешко на комшијата. Комшијата е за теглите само. Тешко нему. Или за осигурачот во ваквото. Во таблата. Водоводот. Во кај што е цевките на водоводот.
Значи, Чекај, има нешто, извини, осигураш спомна за тоа. Добре, не може би не е осигурач, може би јас така Тоа сакам да речам. Да си Се молчиме подобро, да си превземат да не е случајно овој некој поврзал вода со струја. Не, да не се имам јас Имам гледано самата таков филм. качено, Не е добар. да не Со се имам таков јас водовоđe. самата качено Не, да искречам таван на купатилото од инат, дека можам и да не ми се наполни цела глава со струганици од она Гледај се, Сузе, ја мислам дека тие работи без разлика дали ќе прашам, дали тој ќе ги направи или таа ќе ги направи, некој во моментот зима и го прави тоа. Мислам, ја не гледам некоја пречка зошто таа не би го направила Ем и не јас. те бива, ем го правиш, разбираш? Па не е битно, главно да го направи. И ако ќе дојдам дома и ќе кажам, леле, секоја чест, искречи жено. Браво! Еве чоколадо. Принц Џон Греј во истоимената книга тврди дека мажите се од Марс, жените од Венера. Има ли вистина? На Венера вистинското име е Луцифер. Да? Да. Вау. Значи, таму иде тоа име Луцифер. Не знам, значи, сосема поинаку, еве, музички гледано. Например, бидејќи правам фестивал, кој што е женски фестивал, од ребро до рок-н-рол се вика, беше првиот пред 2 месеци. Ти честитам. Помина- Да, беше фантастичен. Ќе те прашав, ама еве ти ме потсети дека е време да те прашам и Супер токму за помина. тоа. Меѓутоа, Да, жени и рок бендови бе. само жени свира. Да. И 2 тоа дена. беше нешто што многу пријатно ја изненади целата јавност. Беше да знаеш. фантастично, Тебе да. нешто ти Прекрасно. фали. Имаш мањак ти, брат. Имаш, Значи, брат. женски бенд кога Те свири, молам наредниот пат вклучи ме и мене. Ако немаш ништо против. женски бенд кога свири, И Јуле. женскиот бенд звучи како со нив да има уште тројца најдобри продуценти. Значи нема она и сега соло ми е, па сега ќе се рокнам до даска, па бубњаров со лажа, па најгласен од сите и така натака. Туку пратат ситуација и тоа што треба да се свири за песната, само тоа се свири. И они автоматски, спонтано, звучат као продуциран бенд. Така. Машки бенд треба со камшик за така да звучи, затоа што не постои таква дисциплина, туку мора, знаеш, ко петлиња да скокаат цело време и кој повеќе ќе отсвири, ќе Да му се уклучи надсвири. хемисферата, ќе заврши фестивалот. Да. Значи, Извинете, мажи, навистина немав намера никого сосема да навредам. поинаку Ќе видиш после. е изразот кај жената, отколку кај мажот, зошто женски шофери не нервираат нас Зошто мажите. ве нервира? Затоа што жената знае каде тргнала и у колку саат треба да излезе од дома и да стигне таму. И она си тргнала и знае дека има 20 минути од Влаја да стигне до Карпуш 1 Па и на и си семафорите вози застани, као ќе си што се треба. нашминка, А разбираш? мажов трга у Маскарата 5 да не си ја минути до што е размачка. договорен негде и знае дека треба уште на 3 места да застане, да заврши работа И да и се испсуе, нервира. да испсуе Значи по таа пат организираност што има Да. кај жената ја нема кај мажот. Видиш, ова никогаш не сум го размислила така. Јас не возам од причини за да не мора да ме пцујат. Баш ка што ја мислам дека жената инстинктивно не се става у безпотребен ризик. Она не е на светот за да вози кола. Она е на светот за да биде мајка, за да прави едно потомство, да се грижи за некого и апсолутно не ја интересира за екзибиции во сообраќај. Ама во и така. некој совршен И- Добро, тука не Мене тука кој се да ме слагам. вози сега, кажи едно ми. чувство на безбедност, Да. Убаво е предострожност. жената да знае се. Затоа што она природно, може и не е свесна за тоа, си се чува за нешто друго, други приоритети во животот. Да, кога се би било совршено, би било идеално да може некој да ме вози, да може некој да ми ги исполнува желбите, да ми ги менува сијалиците, ама вака морам сама. Дели, не ќе се качува. Ќе се најде некој бе што се Отаде- кираш ти поле. отаде сијалицата ќе се качи. Што да мислиш, менува нема такви сијалица. луѓе? Не, јас не ни барам, не ни очекувам Ќе веќе. ти се јават. Видов дека се можам Ќе сама. ти се јават. Така да Ти се јават, ти Да. предскажува. Ти предскажува. Инаку што се однесува за колата, мислам ја стварно би сакал жена да вози кола, мојата вози, и ја вози колата само јас кога пијам кафана. И тоа е добро нешто затоа што на враќање назад дома не сум Знаете, подлежен дека си знаете. да се удрам у некоја друга кола, не. Да.
Јас предлагам тука таа гитарата ја дзирнав сега малку. Принц многу одамна не сме го чуле ништо, да не подсети на едно време неговите многу големи хитови кои што беа навистина револуционерни во македонскиот звук. И имаше од Фројте жив до како беше таа една друга песна која беше навистина нешто. Па не знам, сега пишува за многу луѓе, нели? Имаше доста хитови, така да Ќе сакаш ли да не удостоиш вака Па акустично? мислев Фројд жив да свириме, Може. ама пошто Джок си сугерираше нешто, таа може да поише одговара. И се викам ми исфрлаш од колосек. Ајде да исфрлиме некого од колосек. Може би веќе и успеавме некого, нека ми простат сите. Навистина. Знак, стоп, ставен за да застанеш пред мене, за да ми се представиш, но ти ко не присмет продолжуваш втора шанса, можеш ти да сонуваш. Знак, старт, ставен за да одминеш околу мене, па да изчезнеш, но ти сега се представуваш дека свати без нешто вредно пропушташ. Знај, не ми треба принц на шармот, кој се смешка и ми свети ко свеќа. За мене убавината е само неисполнето ветување за среќа. Не си некој висок просек, но се пак ти ме изфрлаш од колосек. Не си некој важен човек, но се пак ти ме изфрлаш од колосек. Супер, браво. Ги подсетивме. Најмоци ги знам. Исто и јас. Ги подсетивме помладите генерации на кои многу им звучеше познато кога им го кажав твоето име, посебно Принц кога го додадов на твоето име, но не можеа многу да се сетат. Сега ги подсетуваме оние генерации кои пред 20 години не беа тука на ова небо. Джокси, ти уште ли се заљубуваш на секој Великден? Па не секој, за мене секој ден е Великден. Да, секој ден. Злазе си ти, прекрасно. Значи нема ден а да не сум заљубен. Злазе си и на Вики. Нема ден да не сум заљубен. Нормално таа љубов не се однесува на конкретна личност, туку она што го работам во текот на денот. Затоа што ако немам таква љубов... А во текот на денот работиш што? Па се и се што. Претежно сум сега концентриран на сајтот, Кукурику? на kukuriku.mk. Обработувам разни теми, ги има и овие теми денеска Следиш што се и ги... се што? Мислим само вести, они класични, информативни, политички, такво не. Ги има и овие теми што денеска ги разговараме, мада требаше да ми кажеш зошто ме викаш за да бидам подобро подготвен. Јас сакав неспремен да те фатам. Па добро, може Ти си малку постручно да ти си влезам. најискусен со животен стаж. Да, постручно да влезам во разработка на темите, меѓутоа и ова што е добре, не? Љубовта е таа што ме врзува за се и се што во животот. Значи нема да биде према жена, не? Да. Тоа Добро, сакам да имаме кажам. уште некоја минута пред крај. Би сакала само на кратко сите вас да ве прашам, што е она што би сакале да му го кажеме на спротивниот пол, што на нам ни е потребно, мене како жена и тебе како жена и вас како мажи, да речеме што е она што ние го очекуваме од спротивниот пол, но тие некако не можат да го препознаат и некогаш правиме непотребни чекори, пукаме во празно додека дојдеме до суштината на муабетот. Значи, воглавном јас како жена би кажала дека ние жените очекуваме внимание пред се, но очекуваме и почит, очекуваме и искреност. Некој да биде многу искрен према нас и очекуваме дека никој со магично стапче нас не може да ни го направи животот прекрасен, но може да се обиде со она што го располага да ни го направи животот убав, достоен и вреден за живење. Јас би го кажала тоа, да ви помогнам вас малку во одговорите, бидејќи знам како е кога инстант ќе ти кажат вака нешто да го кажеш, Кате ти? Јас очекувам, или барем сметам дека ние жените очекуваме да бидеме сакани. Може би идеализирам
да биде тоа и безрезервно. Ама и обожувани. Така, да. Ако не сме обожувани, безрезервно џабе сакаме сме сакани. обожувани. Да. Да, јас сакам некој да ме обожува, не само да ме сака. Да, Ама и да ми вистина. каже дека ме сака, не само да ме сака и да си ќути. Нели? Море да ти каже колку те обожува. Да. И то да го повторува тоа постојано. Джокси. Джокси ќе падне Да во напише. Се надобрзувам на она што го кажа пред малку, дека понекогаш е добро и да се премолчат некои. Се браниш со молчење. Добро. И ти, принц, се браниш со молчење? Добро, жената сака машкото да некогаш да му стане јасно дека сите оние најбанални работи кои што нас ни се чинат на машките, најбанални работи, дека всушност многу енергија им зима и време на жените. Значи од садови, раскревање, алишта и така. За тоа не например, успеавме за нас ништо да тоа се До за нас садовите тоа не се стаса. најбанални работи, меѓутоа да почнеш да ги работиш тие работи, ќе сватиш дека колку време и енергија ќе ти одземат и дека тоа е еден бесконечен круг, се вртиш постојано у круг, меѓутоа затоа сакаат на некој начин да го слушнат тоа од тебе, дека го признаваш тој труд. Да, признание, точно тоа. Нели? Точно тоа. Многу ви благодарам што ни бевте денешни гости во ова прво издание кој ќе го паметам цел живот, бидејќи првите работи никогаш не се забораваат. Молам, сними го ова и чуј го. Ќе го чувам, вака и ќе го врамам. И благодарам и на гледачите што беа со нас. Навистина јас уживам, верувам дека и вам ви беше пријатно. Не сакавме никого ни случајно да навредиме, правевме само некои паралели, се забавувавме и малку се шегувавме. Џулија Кустик ќе не поздрават за сам крај, а веднаш после завршувањето на ова издание се вклучуваме вообичаено во вестите. Довидување од мене. It's hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing me. And I can take it no more, it's all degrees. I got one foot on the door, where my keys? 'Cause I got the lead in the back of the cab. I time to drive ahead and time, get me fast. I got your body on my mind, I wanna bed. Oh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you're the one I want to want me. But if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you're the one I want to want me. But if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. Just to get up next to you. You open the door, wearing nothing but a smile down the floor. And you whisper in my ears, baby, I'm yours. Oh, just the thought of you gets me so high, so high.
home.